Добро вечер и ово утро, драги гледачи. Конечно, на видео излезе главната причина зошто Грција воведе ембарго за увоз на македонското јагне. И додека целата јавност мислеше дека причината е спорот со името, премиерот на Грција, господинот Караманлис, излезе со соопштение во кое што вели дека причината за ветото е тоа што македонските јагниња не се од две мајки минимум цицани, туку само од една, додека таткото останува непознат. Грчкиот закон за увоз вели дека кога таткото е непознат, јагнињата стари до 1 година се должни да цицаат од две мајки минимум наместо од една, зашто цицањето од една мајка подразбира едноврсна исхрана и со тоа слаб физички развој. Самиот Караманлис, како што и самиот кажа, како мал цицал од десетина мајки, зашто никако не можел да дознае точно кој е таткото. На терен ние имаме големата мајка. Лиле, од мене примерно никој не цицал долго време. Како е тоа можно, мајко Божица на плодноста? Шо ти секнало млекото? Уште не ми е секнато, ама ако и понатаму никој не ме цица, сигурно ќе ми секне. Добро, и сега чаре? Лиле, има царе. Еве, во интерес на извозот и македонската економија се нафаќам примерно јас да бидам втората мајка на македонските јагниња. Па нека цицаат од мене што, а од народот и да сакаат не можат да цицаат, зашто тој одамна е исцицан. Буци, буци, буц. Ми се допаднало. Ова е одлична идеја. Одлична е, аха. А ти сакаш да цицнаш малку? Лиле, само да знаеш колку е тазе. Море, ај, чувај го таму, нека цицаат, јагнињата нека цицаат, ајде. Океј, тогаш одам да поработам на извозот на нашите јагненца. Мислам да ги надојам. Чао, чао. Чао и со лесно голема мајко. А што има ново да каже Аце наш? Лиле, блазе си им на јагненцата. Мене, татко ми Филип ми забрани да цицам уште кога бев упелени. Ми рече, сине Александар, од денес и натаму нема повеќе да цицаш. Зашто тоа ме прави страшно љубоморен. Не може двајца мажи да цицаат од исто чепче. Плюс и не е хигиенски. Може да ми пренесеш некоја болештина, пепел, не дај Боже? Добро, и ти што му рече? А што да му речам? Што? Се бунев, ама џабе. Само го изнервирав повеќе и почна да ми се заканува дека ќе ми го одземе правото да го наследам неговиот престол. Епа, тоа беше нашиот другар Аце. А ние да видиме како размислуваат граѓаните на ова прашање. Што да мислам, ако е така у цел свет, кој е крив за тоа, не? Мислам да не е нешто страшно. Страшна работа. Треба потреба, зависи колку пати идам, колку би треба. Па секој ден помалку. Економично. Дневно 2 пати. Треба да се јаде. Еден пат неделно, да речем. И, како што видовте од анкетата, драги гледачи, во Македонија многу, ако не и премногу се цица. Леле, ми отиде фамилијата, помош, помош. Тоа се дереш пак, бе, како да те колат се дереш. Леле, јас си робав, дека болен си реков, ај да цицна малку млекце од кравата на комшијата Црна Рапина, повлегов кај него в штала малку така да ја наболзам.
Lele, lele, ko me vide Vakov, si od zavitka vo zavo izgleda si isplači ko me kloc na dolu, a bre kaj ga na me naprej. Da ne su, ja bole dojči na hotelaža. Dobro бе, што мајка си барал ти да крадеш од Црна Арапина? Ами сакав да цицнам малу и ја. И јас како наш Александар, не по моја вина, го откажав млекото пред време и поболев. И од тогаш тамо по доктори шетам и лекој голтам. Ами сакав да цицнам малу и ја. И јас како наш Александар, не по моја вина, го откажав млекото пред време и поболев. И од тогаш тамо по доктори шетам и лекој голтам. А нашиве лекој не се за голтање. Имат некои што се забранети по светов. А кај нас се голтаат на кило, ако воопшто ги најдеш во аптека. Абе, бркај работа, да те нацисам ја тебе со куршуми, сакаш? Добре бе, мачко, одам, ајде. Само не се нервирај. Губиш од лепота. Ту за едно цицање ли да се пизмиме мајката? Бре, ми отиде фамилијава сега што да правам. Да. Младиве немат сега ни за себе да си купат, а не за стари. Од никого. Никој не подарува. Од нуците. Од никого не добивам. Како да не, само старски заби не можат да бидат како вашите. Па да. Ама многу ретко не останува да скапо. Да, обавезно. Обавезно тоа мора. Па, Другарче, сите ги нацицав ја. Кој си нацисал, бе, царе? Јагнинто, бе, другарче. Сега сите спијаци така. Им дарал по една ракија и туп. Ене ги, полегале кај премино Богородица со сите 4 увис. Тоа си направил, бе, царе. Па сега нема да сака да цицат од големата мајка. И ќе пропадне увозот во Грција на јагниња. Деве така, не се сакалдъсве, бе, другарче. Нишо нема да пропадне. Сега, вистина, не име до цицање. Ама ког се разбудат, кога ќе им се отворе тоа апетито од ракита, абе ке цица ко луди. Сакаш ли ти малко да цуснеш вака од тоа ракита? Многу баво, многу. Не, на здраве. На здраве, фала ти. Ако уште некој ми спомне цицање, режија, ќе се фрлам од трети спрат. Еј, а да ме најавиш, бе, дете. Не можам јас така без најава да излезам. Те заборави, бе, да доперун со ова цицањево ме замаја. Ајде, одма сега. А сега, драги мои, нашиот и ваш временски пријател, гатач, презентер на времето, богот, громовникот Перун. Снежно бели, да не кажам млечни облаци се надвиснале над нашата земја. Може да врне и снег, ама поверојатно е дека ќе има
Поројни дождови од млеко. Тоа е добро, за да може конечно и земјата да се нацица покрај гераганите и јагнињата. Сепак, дури да се нацица, никој не може да гарантира добар род годинава, од едноставна причина што нема кој да ја оплоди. Така е секогаш кога има само една невеста, многу додворувачи и ниеден од нив што е способен да биде татко. Тоа беше нашиот и ваш дежурен синоптичар Перун, а ние сме на крајот на ова издание на Времето денес. Со нови информации се гледаме утре во истото време. Довидување.